Во Демиркапија 30 години ме оналија да седам. Таму 30 години ја седам. 30? Немаше 20, 30 години. Таму ја седам многу. Која комисија? Ни мајка има, ни татко има. Ништо нема. На светот ништо не постои. Ништо. И кој ќе го бара? Кој го бара? Не може. Како то така? Треба барем некојаш комисијски. Он вика за Скопје, и како Скопје гледаш, ај, Демиркапија, они ми избега мене. Ќе го кажам, ми избега, ми излаже во дома таму, ја писе, плачев таму, не ми се ме дишуваше тој дом. И апчина ми дава, море, ме тура реци. Јас кога отидов, кога видов во Демиркапија, верувајте, уште не може ми се чини кој гледам, вака погледом ми се страт еден месец, ми ше страв дома да влезам. Под какви околности, не знам, детето замина во Демиркапија, во домот за ментално ретардирани деца. Јас неќев да одам и оние сосила ме пикна у комбето и јас влегов и кога видов ме турија натре. Ми викав како не, кога ме тури еден Гошо и натре и онај Гошо и онај Баго, ма не са таму, ме турија у шипките. Кој не биде пиштеше по нас, само ми каже, вратете ме во домот, од јас овде поќе не можам да живеам. Еден Кито, јас знам кој, он мене да ме соблекува голуб, да ме тепа со модрици. О, за грева. Море, туѓе ги знам ја, и ме газија, онде врату ми го кинја мене. Душата ми ја вадеа двајцата. Зашто те тепајте? Оди, за ништо. Јас душата не знам кај ми беше. Затоа избегов јас од таму. Му верувам нему дека така било. Кога ќе умрело некој дете, тоа беше како најдобро, неинтелигентно од сите. Ти таму знаете какви деца има. И тоа гробој копело, тоа ги закопувало. И некогаш откажало послушност да закопува некој дете и тоаш го втерале во решетките. А таму во решетките знаете какви луѓе има. И тоа морало да се качува горе на решетките, за да не го довата, или може и да мизеја таму, натре. Копавме, ме тера, ставно да копаме, ме мачеја, многу ме тера, ајде ваму, ајде таму, јас не можев да мислам више. Седев таму во шипките кај со улавите деца и после јас не знам што да правам и нет си ми примаше после јас. Затворено сето шипки. Не може да мрнам нигде. Таму сето луди деца се. Детето воопшто не требаше да оди во Демиркапија. Во Демиркапија остана скоро 20 години. Отидовме да го посетиме, купиме на гајба јаготки и сакаме со тоа да го почестиме. Кога го видовме целе, ние просто се изненадени. Тој беше бедно облечен и како сега да го памтам, имаше една патика и еден гумен опилок. Му ја дадовме гајбата со јаготки и му извадовме пари, 500 денари му оставивме, за да си купи нешто. Разговаравме и потоа требаше да се замениме. На заменување почна да плаче и
ме замоли да го вземам со колата. И ми рече детето, директор, молим те, спаси ме. Вземи ме одавде. Два месеца не можев јас да се совземам. Тоа што го видов таму и што не го зедов детето назад во Прилеп. Но Циле не дочека да го земиме. Избегав јас, отидов во интернатот. Ми призна, избеган беше од заводот, во еден плав мантир и со гумени опенци. Кога дојде јас го видов и викам, нема поќе да се вратиш назад. Не, после Нема отидов. Не отидов. Кај ќе го земам, ја реков на крај, ако нема кај души, земиш ќе седиш кај мене. Да, седат на кај.